Искрено очекувам конечно да се подигне јавната свест во македонското општество за тоа со каков предизвик ние воопшто се соочуваме, бидејќи ако не ја разбереме важност или размерот на проблемот со кој се соочуваме, ние не можеме ниту да креираме мерки без разлика дали се краткорочни, среднорочни и долгорочни. Очигледно дека имаме голем проблем и да, потребни се решенија, меѓутоа требаше да се действува вчера, уште вчера, не денес. Меѓутоа, ако сме веќе во оваа позиција, тогаш се надевам дека конечно ќе разбереме важности, дека ќе почнеме уште од денес да ги правиме оние можеби и непопуларни мерки, можеби мерки кои што нема да им се свиѓаат на граѓаните, меѓутоа и ние како граѓани треба да разбереме дека сме дел од проблемот и во исто време сме дел од решението. Станува збор за едно истражување за изворите на аерозагадување во Пелагонискиот регион. Чинам дека прва научна студија за пропорционирање на изворите на аерозагадување во Пелагонискиот регион. Многу интересна е научната студија што за прв пат открива дека рек Битола не е најголемиот загадувач во Пелагонискиот регион. Тука се домаќинствата, голем процент од домаќинствата се затоплуваат на фосилно гориво, односно на огревно дрво, но што е уште попоразително, тука се и државните и локалните институции и јавни објекти кои што се затоплуваат на фосилни горива и се големи загадувачи. Тоа се училишта, градинки, па дури и болници. Значи, со децении пишуваме. Јас сум посветена на оваа тема децении наназад, работам теми поврзани со аерозагадувањето и подигање на јавната свест и вака видливо не се чувствуваат некои ефекти затоа што политичарите го чувствуваат аерозагадувањето само кога се во опозиција. Тогаш зборуваат за аерозагадувањето. Значи, темата е работена на прашањето кое што како да се преповторува судбината на Велешани. Првично со затварање на загадувачот, тоа е поранешната топилница за олово и цинк, а овој пат проблемите со отстранувањето на чездот, така ние во Велес го велиме, што ни остана од топилницата, а тоа е депонијата со оловно, кадмиумови, цинкови, какви се неостатоци од 3 децениската работа на Велешка топилница. Го следев целиот процес на изборот на последниот концесионер, кој што вети дека ќе го изнесе целиот смет или целата количина на тешки метали складирана на тој огромен рит од 1.800.000 тони, кој што во Велес ние го нарекуваме црниот рит. Не се случи во првично дадениот рок концесионерот тоа да го направи, тој не стигна ниту да ги обезбеди сите потребни документи за да ја започне постапката од Министерството и од владата да дојдат и да ни ја вратат назад втората мерна станица, која што ни е многу значајна, бидејќи беше поставена на локација најблиску до загадувачите, депонијата и поранешната топилница, и исто така да ја проверат мерната станица во населба Тунел, значи на сосема погрешна за мене локација, каде што таа мери само загадување од PM10, честички и сулфур диоксид, каде се 2,5 частичките и каде се сите останати компоненти кои што треба да ја дадат таа слика за квалитетот на воздухот кој што го дишат Велешани.